Осум граѓани од Струмичко се приведени под сомнение дека извршиле кривични дела против културното наследство и природните реткости. Како што објави полицијата, станува збор за поголема група, вкупно 12 кои делувале на територијата на Прилеп, Струмица, Пробиштип, Неготино, Куманово, Свети Николе, Кавадарци и Кочани. Најголемиот дел од приведените се од Струмичко. Имено на 12 декември, со судски наредби, извршени се претреси на вкупно 27 локации кај 23 лица, при што пронајдени привремено се одземени разни археолошки предмети, монети, метални предмети, фигури, метал детектори и опрема за метал детектори, скици, оружје, муниција, дрога, ваги и природни реткости, пошто 11 лица се лишени од слобода, а по едно лице се трага. Единицата за сериозен криминал и кривични дела против културното наследство по спроведените претреси и пронајдените предмети, како и врз основа на претходно обезбедени материјални докази, во текот на вчерашниот ден против 12 лица на возраст од 27 до 58 години од Струмичко, Прилепско, Пробиштипско и Кратовско, поднесе кривична пријава поради постоење на основано сомнение за сторени кривични дела. Злосторничко здружување по член 394 став 1, оштетување или уништување на добра под привремена заштита или културно наследство или природни реткости по член 264, прикривање по член 261 став 3, присвојување на добра под привремена заштита или културно наследство или природни реткости по член 265, изнесување во странство на добра под привремена заштита или културно наследство или природни реткости по член 266 и неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје или распрскувачки материи по член 396 став 1 од Кривичниот законник. Според полицијата, еден од приведените е од Струмица, двајца од Банско, двајца од Новосело, еден од Мокрино, еден од Зубово и еден од Банско, на возраст од 27 до 58 години. Пријавените СД и ЗА во периодот од декември 2021 до декември 2022 година со цел стекнување на противправна имотна корист создале злосторничко здружение за кое, како членови, за целиот временски период или повремено партиципирале останатите кривично пријавени лица. Целта на формирањето на ова добро организирана и строго контролирана криминална група била стекнување на противправна имотна корист која произлегува од извршените кривични дела, присвојување и изнесување во странство на добра под привремена заштита, културно наследство или природни реткости. Дополнително, при извршените претреси, кај две лица кои не се дел од организираната криминална група, констатирани се две кривични дела за кои против нив ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави. Имено, кај 78 годишник од Демир Хисарско, пронајдени се ловна пушка и муниција кои ги поседувал без дозвола и против него ќе биде поднесена пријава по член 396 став 1, додека кај 61 годишен жител од Куманово, пронајдени се марихуана, вага и природни реткости и против него ќе бидат поднесени пријави по член 215, по член 261 и по член 265, сите од Кривичниот законник. Полицијата наведува дека пријавените организатори и членови на злосторничкото здружување во наведениот период континуирано разменувале информации за локалитети, метал детектори и други апарати и алати, нуделе на продажба пронајдени предмети, вршеле истражување на различни локации со цел пронаоѓање и ископување на археолошки предмети на повеќе локации низ државата, кои ги продавале на заинтересирани лица во државата и во странство.